Компанијата сериозно има потреба од свежи пари за да ја подобри лошата ликвидност со која се бори веќе подолг период. ЕСМ со месеци добиваше поддршка директно од државниот буџет, кој го полнат и граѓаните и фирмите, за да може да испорачува поевтина струја за домакинствата за време на енергетската криза. Во јавноста се споменуваше дека за кризниот период таму биле префрлени околу 400 милиони евра, но повеќе не добива средства. И од компанијата потврдија дека последната поддршка ја добиле лани во април, кога се стави крај на енергетската криза. Кризата заврши, но не и проблемите на ЕСМ. Според информациите од таму, компанијата со потешкоти ги враќа кредитите, а број пари за да исплати плати. Во буџетот за годинава во програмата П1 за мерки за справување со ковид криза и други антикризни мерки предвидени со околу 60 милиони евра. Дел од овие пари се потрошени, но одредена сума не е искористена, но за сега за ЕСМ не се планирани. Според информации пак од државните електрани, тие добили известување дека ќе бидат поддржани и годинава и очекувале прилив, но од Министерството за финансии ни соопштија дека се одлучило наместо со пари, финансиската состојба во компанијата да се решава со препораки. Менаџментот добил насоки како да работат за да ја подобрат ликвидноста. Компанијата, која е столбот на домашниот енергетски сектор, речиси секоја година во одредени месеци има минус во работењето и доспеани, а неплатени долгови. Според некои бројки кои се споменуваат, на ЕСМ се потребни околу 200 милиони евра да застане на нозе.